Добро вечер. Гледате 360 степени на Марата 1. Еве најавата за содржините вечерва. Посомнежите за валидноста на сертификатот за англиски јазик на директорот на АНБ бевме во Пловдив за да провериме дали постои јазично студио Јулија лиценцирано за TOEFL тестирање. На првиот спрат во третата канцеларија на улицата Стефан Верковиќ број 3 во Пловдив, онаму каде што би требало да се наоѓа седиштето на јазичното студио Јулија, сега има адвокатски канцеларии. Јавното обвинителство отвора предистражна постапка за сертификатот на Бојан Христовски по анонимна кривична пријава. Двајца македонски адвокати може да останат без лиценците зашто со српски колега основале Сдружение на адвокати на Отворен Балкан. Не може само да зборуваме за човекови права и слободи. Тие треба и во праксата да живеат и да бидат применувани. Капацитетот кој се гради е непосредно покрај регионалниот пат кој води до селото Смолари или познатите смоларски водопади. Рециклирање на стар алуминиум подразбира употреба на химикали кои се многу токсични. Зборот топилница станува за многу тежок термин, кој што го користат таа очајна група опозиционери кои што ме напаѓаат. Постои ли јазично училиште Јулија во Пловдив, Бугарија, кое издава или издавало TOEFL сертификати, како што приложил Бојан Христовски, за да ги исполни законските услови при назначувањето за директор на Агенцијата за национална безбедност? Во потрага по одговорот на ова прашање, екипа на 360 степени беше во Пловдив и еве што откри. Михаил Милошевски. Патот со автомобил од Скопје до Пловдив, Бугарија, трае околу 5 часа, ако не се бројат паузите и задржувањето на граница. А колку ни требаше нам, толку им требало на сите што добиле TOEFL сертификат од правниот субјект julia.co.do. Се разбира, ако приложените сертификати им се вистинити. Токму затоа и тргнавме за Пловдив, да провериме дали на вистина може да се полага и да се добие TOEFL сертификат од субјектот julia.co.do. Ако не може сега, дали можело пред 2 години, кога сертификат земал директорот на АНБ Бојан Христовски. Но и каков е коментарот на собствениците на фирмата за тоа што во нашата земја веќе има пресуди против лица кои станале директори со фалсификувани сертификати издадени токму од julia.co.do. Првата адреса ни беше Централниот регистар на Бугарија. Таму пишува дека фирмата Јулија.ко има двајца газди, Јулија Иванова Тодорова и Георгиос Христос Трајанос. Името Јулија Иванова Тодорова се појавува и во други правни лица, како членка на управен одбор во Сдруженијето Медијација БГ, како поранешна собственичка на фирмата Азарија, како поранешна членка на управниот одбор во Сдруженијето Алијанса за иновативни практики. Актуелен член и председател на управниот одбор на Алијанса е вториот собственик на Јулија.ко, Георгиос Христос Трајанос. Неговото име се јавува и како ко-собственик на фирмата Bomax Group. Заеднички елемент за сите овие фирми е што се на 2 адреси. Алијанса, Азарија и Медијација БГ се на улицата Марица број 69, Јулија.ко и Bomax Group на Стефан Верковиќ број 3 во Пловдив. Токму Стефан Верковиќ број 3, кат 1, канцеларија 3, беше нашата прва дестинација. Таму е седиштето на правниот субјект, на чие име гласат TOEFL сертификатите на македонските функционери, Јулија.ко. При влезот во деловниот објект, ги прашавме луѓето кои работат на приземјето, дали оваа фирма постои и дали знаат која е нивната дејност. Извини да ве прашам, ми треба една фирма на први етаж, Јулија.ко, нешто со англиски сертификати. Познавате таква фирма? На адресата пишуваше тука дека е. Стефан Верковиќ 3. Това е Стефан Верковиќ 3. Трета канцеларија. Ова претпоставувам. Етаж први, офис 3. Човекот не упати до канцеларијата што ја баравме. Задзвоневме и излезе човек кој ни кажа дека фирмата Јулија повеќе години не е на таа адреса. Пишуваше дека на оваа адреса има фирма за издавање на лиценци по англиски јазик, TOEFL. Јулија.ко Ltd се вика. Тя не работи тук от доста години.
От кога? Може би 5 или 6 години. 5 или 6 години тя е напуснала. Добре. Може би принудително се и прекратили договора, се изгонили поради редица нарушения. И нямаме координати. Ние сме новите наематели. А от кога сте вие тука? 2018-19, 6 години. 6 години. 5-6 години. Тя не е тук и нямаме нейни координати. Телефон нямаме, значи адвокатска кантора. Сега си адвокатска канцеларија се ова вие си работите. Значи нема врска со... Не, по никакъв начин. И на информативната табла во објектот за канцеларијата со број 3 на првиот кат, каде би требало да се наоѓа седиштето на julia.co.do, а сега ни кажа дека адвокатска канцеларија немаше никаква ознака. На првиот спрат во третата канцеларија на улицата Стефан Верковиќ број 3 во Пловдив, онаму каде што би требало да се наоѓа седиштето на јазичното студио Јулија, сега има адвокатски канцеларии. Во разговор со еден од адвокатите кои работи таму, ни беше посочено дека тие ги користат овие канцеларии веќе 6 години. На прашањето дали ја имаат запознаено Јулија или пак дали се запознаени со тоа дали овде имало јазично студио претходно, ни одговорија негативно. Откако не ги најдовме газдите на Јулија Ко на улицата Стефан Верковиќ, продолживме на адресата каде се наоѓаат други фирми, во кои се вклучени или биле вклучени Јулија Иванова Тодорова и нејзиниот бизнис партнер Георгиос Христос Трајанос. Булевар Марица број 69 е на северниот дел од градот, покрај истоимената река која го дели Пловдив на две половини. На влезот на зградата го немаше името на фирмите што ги баравме, а поради безбедносните мерки не можевме да влеземе внатре и да тропнеме на канцеларијата со број 7 на првиот кат. Но на приземјето на зградата имаше нотарска канцеларија. Вработените ни кажаа дека луѓето што ги бараме се иселиле. I'm looking for a company. The owner of the company is a lady called Julia. And she has this, 4 companies are registered on this address. I don't know. Mediacija Burger or something like that. Јулија ли беше? Јулија медиација имаше ли нешто? Тоа му изгледа јавно на човека. She's not here. She's in Greece. She's in Greece. Јулија. She said that Јулија медиација. Yeah, she has a school for languages or something. Okay, but she's not here. So she moved there permanently? Okay, yes. And how many years ago did she move? Do you have any idea? No. No idea. Oh, What is the name of the? Julia.co. She lives. Last year she moved to Greece. Yes. She lives in Greece. Oh, okay. And are her companies still active here or not? No. No? It doesn't work anymore. In Bulgaria, no. No active companies in Bulgaria. In Okay. Greece, yes. Ни остана уште едно место за проверка. Старата адреса до 2012 година на фирмата Јулија Ко, на улица Доктор Вълковиќ, број 6, кат 2. Таму во тесен премин, зацкриен зад реквизити од локалните продавници, се наоѓа влезот на училиште за странски јазици. Во разговорот, вработените ни кажаа дека никогаш не слушнале за училиште Јулија, дека во Пловдив знаат само за еден центар во кој некогаш се полагал TOEFL и дека тие лично даваат само часови за подготовка на испитот. Тука нема господин търси Джулија. Нямаме Джулия? Не? Не, за хостел ли става? Не, школа за јазици, за TOEFL. Може би Диляна? Не, Джулија. Јулија, не знам. За TOEFL сертификат. Не, няма нищо подобно. Пак сме езиков център. Не, за TOEFL сертификат има. Предлагаме курсове, но не сме коментирали с вас. Аз се казвам Диляна. Може би да не би да търсите друг езиков център. Как се казва центъра? Джулија. О, нямам представа дори да Не. съм чувала такъв езиков център. Да не е стара адреса ова. Езиков център Home. Чакай да я проверя. А кај вас има за TOEFL полагање? Те така или иначе за TOEFL датите са си показани кои са датите за Пловдив, само трябва да кандидатствате. Колку има у Пловдив се на се центри за TOEFL? Всеки център може да ви подготви за TOEFL, а за иначе за полагане на самия изпит. Аха. Ама вие за полагане не За полагање.
Значи за полагане са тук в Класик, се казва, училище Класик. Добро. При всички положения там има TOEFL и за Пловдив другаде не съм сигурна дали има центрове за полагане на TOEFL. Или на сите локации кои според Бугарскиот централен регистар би можеле да ја најдеме фирмата Јулија Ко и нејзините газди, ги немаше ниту правниот субјект, ниту физичките лица. Напротив, оние со кои разговаравме, ни велеа или дека првпат слушаат за нив, или дека одамна се иселиле. Па наместо на адресите, се фокусиравме на телефонските броеви пријавени во Бугарскиот централен регистар. Телефоните на компанијата Јулија Ко.Ltd беа исклучени. Понати такъв номер не съществува. Но среќата ни се насмевна кога на наш повик одговори лице вработено во Медијација БГ. Здружение, каде Јулија Иванова Тодорова е заменик председател на управниот одбор. Непознатиот соговорник ни тврдеше дека Јулија Тодорова била со јазиците, но не сакаше да ни даде директен контакт од неа. Дали можам да разговарам со господјата Јулија Иванова Тодорова? Юлето, колежката ни вече е в Гърция. Да. И работи там. Дали се бавите со TOEFL сертификати, приготвување и полагање? Сертификати за? TOEFL, за англиски јазик за полагање. Това е само Юлето. Не, при нас не. А господјата Јулија се бави со тоа? Юлия вече не работи в България, от няколко месеца е в Атина. Имавме среќа и со една од поранешните фирми каде фигурирало името на Јулија Тодорова, Азарија БГ. Таму пак добивме сосема различен одговор за времето кога таа си заминала од Пловдив. Ало, добар ден. Азарија Ко? Да. Едно прашање имам. Дали можам да добијам контакт, дали може да разговарам со господјата Јулија или со господинот Георгиос Христос Трајанос? Не можете в чужбина и тази фирма е приключила. Зборуваме за фирмата за странски јазици, така? Да, фирмата е приключила. Не работат веќе тука? Не работат, да. Колку години не работат? Дали имате информација? 4-5 години може. 4-5 години веќе не работат со. Да. Дали издавале TOEFL сертификати, дали имате идеја? Не, нямат нищо, мисля. Се обративме и на адресите за електронска пошта оставени во Бугарскиот централен регистар на сите фирми кои имаат врска со Јулија Тодорова и Георгиос Трајанос. Не добивме никаков одговор. А одговор чекам и од ЕТС, субјектот кој стои за организацијата на TOEFL тестирањето уште од 1947 година. Таму прашавме дали правниот субјект Јулија Ко има или некогаш имало властување да организира TOEFL тестирање и да издава сертификати. И враќањето, како и одењето до Пловдив, трае нешто повеќе од 5 часа. А колку ни требаше нам, толку им требало на сите кои добиле TOEFL сертификат од правниот субјект Јулија Ко.do. Се разбира, ако приложените сертификати им се вистинити. Ние не само што не успеавме да договориме тестирање или да добиеме сертификат, туку не можевме ни да стапиме во контакт со Јулија Ко, фирмата каде што толку многу македонски функционери добиле документ за познавање на англискиот јазик. Случајот со TOEFL сертификатот од Пловдив на директорот на АНБ веќе е во рацете на јавното обвинителство, кое првично велеше дека ќе го чека исходот од постапката пред Државната комисија за спречување на корупцијата. Александар Димитриевски ни го носи последниот развој на настаните по сомнежите за вистинитоста на еден од документите со кој Бојан Христовски стана шеф на контраразузнавањето во земјава. Основното јавно обвинителство Скопје отвора предистражна постапка за TOEFL сертификатот за познавање на англискиот јазик издаден од училиштето Јулија Ко од Пловдив, Бугарија, а кој го потреби Бојан Христовски за да ги исполни условите и потоа да биде именуван за директор на Агенцијата за национална безбедност. Интегрално, кусиот одговор од јавното обвинителство, која содржи оваа вест, а која дојде како одговор на повеќе прашања што ги постави 360 степени, гласи: До основното јавно обвинителство Скопје е доставена анонимна кривична пријава по која ќе се постапува. Пристигнувањето на анонимната пријава и одлуката на јавното обвинителство за постапување по неа
е битна промена во текот на настаните поврзани со сертификатот на директорот на АНБ Бојан Христовски. Сега е сосема известно дека јавното обвинителство ќе ги искористи сите механизми за да утврди дали TOEFL сертификатот на шефот на контраразузнавањето е вистински или лажен. Дека TOEFL сертификатот на Христовски е можно да е лажен, говори пресуда на Основниот кривичен суд од Скопје од почетокот на месецов. Две директорки употребиле сертификат за познавање на англискиот јазик од истата компанија од која што сертификатот го обезбедил и Христовски, а на суд признале дека документите им се фалсификат. Осудени се на по 2 години затвор, казна која што нема да се изврши доколку во следните 4 години не сторат друго кривично дело. Во пресудата за првата директорка, инаку избрана па разрешена од страна на актуелниот градоначалник на Киселавода од редовите на ВМРО ДПМН, Орце Ѓорѓиевски, пишува дека употребила како вистински лажни исправи сертификат за познавање англиски јазик од Училиште за странски јазици Јулија Ко ЛТД од Пловдив, Република Бугарија и ЕТС TOEFL ИБТ Test Taker Score Report од 3.12.2022 година. Иако такви исправи не биле издадени на начин што најпрвен ги превела кај овластен преведувач, а потоа ги употребила како доказ дека има познавање на англиски јазик и поседува сертификат TOEFL ИБТ при нејзино аплицирање на јавен оглас. Кај другата осудена, инаку директорка на здравствена установа чиј веде статус во август го потврди министерот за здравство од коалицијата Вреди, Армен Таравари, го пишува истото, со исклучок на преведувањето. На 14.7.2023 година обвинетата употребила како вистински лажни исправи сертификат за познавање на англиски јазик од Училиште за странски јазици Јулија Ко ЛТД од Пловдив, Република Бугарија и ЕТС TOEFL ИБТ Test Taker Score Report од 26.11.2022 година. Иако такви исправи не биле издадени на начин што како доказ дека има познавање на англиски јазик ги употребила при нејзиното аплицирање на конкурс. Пресудата за директорките не покажува само дека директорот на АНБ има TOEFL сертификат од правно лице, за чии документи има судска пресуда дека се лажни. Сличен е еден друг елемент. Годината на издавање на документите е иста, 2022. Според пресудата на Кривичниот суд, сертификатите на осудените директорки биле со датуми од ноември и декември 2022. Сертификатот на Бојан Христовски пак е од март истата година. Јавноста немаше да ја знае таа околност ако директорот на АНБ, пред да стапи на функцијата, не се пријавил на конкурсот за да стане асистент на Факултетот за безбедност при Универзитетот Климент Охридски од Битола. Во анексот на билтенот со број 521 е објавено мислењето на рецензентската комисија заедно со биографијата на Христовски, каде меѓу другото пишува: Има приложено уверение за познавање на англиски јазик TOEFL ИБТ со 75 бода од 26 март 2022 година, Language School Јулија Ко ЛТД Пловдив, Бугарија, и уверение за активно познавање на програмата за канцелариско работење. Но во пресудите не пишува како двете осудени директорки ги добиле или фалсификувале TOEFL сертификатите. Судот решил да не ги изведува тие докази, бидејќи функционерките признале вина. А дека документите им си фалсификат, прва открила полицијата која им поднела кривична пријава во февруари, и тоа во период кога сегашниот министер за внатрешни работи Панче Тошковски тогаш беше министер во техничката влада на Талат Џафери. Самиот Тошковски на крајот на април на својот Facebook профил сподели уште еден таков, трет случај за оваа година. Пријавената на функција директор во Општинска јавна установа за деца, детска градинка во Велес, прибавила меѓународно признаен сертификат TOEFL ИБТ за познавање на англиски јазик со нејзино име, издадена од Училиште за јазици од Пловдив, Република Бугарија. Па, уште во понеделникот испративме повеќе прашања до МВР. Како утврдуваат лажност на сертификатот, дали соработувале со бугарските власти, но и дали ќе го проверат и сертификатот на директорот на АНБ по сомнежите во јавноста. 4 дена подоцна и натаму немаме одговори. Ево, јас ќе го кажам мојот став. Највисокиот владен функционер кој повика на проверки на сертификатот на Христовски е премиерот Христијан Мицкоски. Но шефот на владата не го повика ниту МВР, ниту обвинителството. Јас тврдам дека сите
согласно закон услови се исполнети. Единствен кој што треба да констатира дали тие услови се исполнети е антикорупцијската комисија. Да го истражи, ги повикувам да го истражи брзо, на брза трака да го стави овој случај, како прв приоритет и нека истражи. Антикорупцијската комисија еднаш веќе била исправена пред тој предизвик. Во 2021 година одлучувала за представка поднесена во 2019-та. Дека бил избран директор на меѓуопштински центар за социјална работа, кој приложил TOEFL сертификат за познавање на англискиот јазик од, веќе погодувате, Училиштето за јазици Јулија Ко од Пловдив, Бугарија. ДКСК го запрела предметот од едноставна причина што можеле само да констатираат дека е поднесен сертификат, но не и да проверат дали тој е вистински или лажен. ДКСК забележува дека не е воспоставен јасен систем на контрола, надзор и верификација на веродостојноста на сертификатите за познавање на странски јазици во странство. Поради ова, ДКСК ќе настојува заедно со Министерството за образование и наука и другите надлежни органи да се изнајде соодветно решение за полагање на испитот за познавање на странските јазици, над која ќе може на соодветен начин да се врши надзор. Такво решение и ден денес нема. Сепак, ги прашавме сегашните антикорупционери кои работат на случајот со директорот на АНБ. Дали имаат како да проверат дали сертификатот на Христовски е вистински или лажен. Не добивме дециден одговор. ДКСК во рамки на своите законски надлежности ќе изврши проверка на условите за именување на директор на Агенцијата за национална безбедност, предвидени во законската регулатива, вклучувајќи го и условот за поседување на TOEFL сертификат. Сите прашања што ги надминуваат надлежностите на ДКСК ќе ги проследиме на надлежно постапување на другите државни органи. Директорот на АНБ во интервјуто за 360 степени беше дециден дека сертификатот му е валиден. Одговорно тврдам дека во целост ги исполнувам сите законски услови за именување на оваа позиција. Имам сертификат за познавање на англиски јазик, како што е наведен во биографијата на Факултетот за безбедност. Може ли да ве прашам за TOEFL сертификат? Зошто во Пловдив сте полагале, а не во Скопје, да речем? После ова интервју, доколку сакате, сметате и имате потреба тоа, ќе ви дадам документ кој што е издаден во 2019 година од како регулатива од претходната власт за тоа за административно тестирање на вработени во државната администрација, кој што точно покажува кој вид на тест од трите светски јазици кои што се говорат и се потребни во државава, кој вид на тест и во која држава и во кој град може да се полага. Тој тест е положен во 2022 година, а не е сега, и беше најбрз начин како да дојдам до таа диплома, бидејќи таму имаше отворен термин. Во прилог на Христовски би можела да биде и кривичната пријава од Facebook статусот на Тошковски од април годинава. Во тој случај, за разлика од случајот со директорките, обвинителството го затворило предметот. И во тој случај станувало збор за сертификат од Јулија Ко од Пловдив, но од 2019 година. Постапувајќи по поднесената пријава, јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Велес донесе решение за отфрлање кривична пријава, бидејќи во конкретниот случај, по преземање на сите дејствија, не се обезбедија докази дека осомничената го сторила пријавеното кривично дело, употреба на исправа со невистинита содржина или друго кривично дело. Надлежниот обвинител постапувал во однос на сертификат издаден во 2019 година од Language School Јулија Ко ЛТД, Пловдив. Во корист на директорот на АНБ е и увереноста на премиерот за исправноста на документите на Христовски. Ќе барате ли оставка од директорот на АНБ поради наводите за лажен TOEFL сертификат? Доколку тоа го констатира соодветна институција, а не опозицијската СДСМ и исплашените поранешни разузнавачи кои што овие би рекол агенции за национална безбедност ги претворија во тврдени во борба против опозицијата во времето кога ние бевме опозиција, тогаш да, тоа дополнително ме мотивира кога овие кодошко-удбашки инсталации во СДСМ и ДУИ напаѓаат честни луѓе кои што си ја сакаат и работат за својата татковина. Предистражната постапка е тајна, па не треба веднаш да се очекуваат многу информации од обвинителството, освен можеби кои наредби се издадени. Првиот јасен сигнал за исходот ќе го покаже одлуката која следува по предистражната постапка.
случајот да се затвори или да напредува во истрага. Гледате 360 степени. Следува сторијата за двајца адвокати од Скопје на коим се заканува одземање на лиценците од адвокатската комора. Зошто и како? Од Хекура на Кифи. Процесот на отворање на слободниот пазар на труд меѓу државите на Отворен Балкан стартуваше на 5 март 2024 година. Но тој процес отвори проблеми за двајца млади правници. Сакајќи да инициират меѓусебно признавање на адвокатските лиценци во рамките на државите од Отворен Балкан, адвокатите Александар Ристевски и Рајна Наумовска-Марковска во април годинава во Белград основале Сдружение на адвокати на Отворен Балкан заедно со колега од Србија. Не само што не добиле поддршка од матичната адвокатска комора на Република Северна Македонија, туку им се заканува исклучување. На годишно собрание, адвокатската комора усвоила нов статут. И во тој статут е внесена одредба што претходно не постоела. Тоа е членот 8 од статутот. Ќе ми дозволите, јас ќе го цитирам. Гласи вака таа одредба. Адвокатите се организираат и издружуваат само и единствено во адвокатска комора на Република Северна Македонија. Сега, врз основа на ова одредба, на овој член од статутот, ние околу 10 дена од како е усвоен овој статут, а што е најпарадоксално, во последниот член од статутот се вели дека статутот е донесен на ден 1 јуни и стапува со денот на донесувањето. Значи, иако не важи наназад, околу 10 дена по донесувањето на тој статут, ние добиваме барање за произнесување. Тоа означува почеток на дисциплинска постапка. Или преку хронологија Ристевски и Наумовска-Марковска го основат Сдруженијето на адвокати на Отворен Балкан на 21 април 2024 година. На 1 јуни Адвокатската комора одржува собрание на кое статутот се дополнува со членот 8 кој пропишува дека адвокатите се организираат и издружуваат само и единствено во Адвокатската комора. На 11 јули 2024 година дисциплински обвинител покренува дисциплинско обвинение до дисциплинскиот суд на Адвокатската комора. Првата причина запишена во обвинението е дека отвориле невладина организација во Србија, спротивно на членот 8 од статутот и покрај тоа што во моментот на регистрација на невладината статутот не забранувал такво нешто. Колешката на Ристевски, адвокатката Рајна Наумовска-Марковска, која е член на новоотвореното здружение, вели дека комората се уште нема закажено јавна расправа. Но, додава Наумовска-Марковска, неофицијалните информации кои ги добиват од колеги е дека Адвокатската комора се подготвува да им го одземе лиценците на 3 години. До сега е само поднесена дисциплинска постапка до нас. Се уште немаат закажано јавна расправа во однос на наше сослушување и чекаме. А воедно имаме сознанија, веќе од неколку колеги наши адвокати, разбравме дека на годишното собрание било кажано дека мораме да бидеме тргнати од адвокатурата и да ни се одземат лиценците на минимум 3 години, бидејќи сме направиле некаква наводна штета за македонската адвокатура и воопшто не ни е јасно каква е таа штета за македонската адвокатура. Чекаме разврска, не знаеме што ќе се случува понатаму. Наумовска-Марковска и Ристевски не ја спорат постапката само поради тоа што се обвинети за ретроактивно дејство. Според нив, спорниот член во статутот на Адвокатската комора на Северна Македонија им ги ограничува правата и како адвокати и како на граѓани. Затоа се обратиле до повеќе институции, меѓу нив и до Уставниот суд. Ние на 20 јуни поднесовме иницијатива до Уставниот суд, бидејќи сметаме дека оваа одредба, членот 8, што претходно го цитирав, е спротивна на член 20 ставови 1 и 2 од Уставот, кои што гарантираат правото на здружување. Имаме поднесено соодветна представка до Народниот правобранител на РСМ.
Од Уставниот суд ни потврдија дека е оформен предмет по иницијативата на Ристински и Намовска Марковска. Во фаза се на обезбедување податоци. Во тек е фаза на претходна постапка во која тимот кој работи на предметот обезбедува релевантни податоци и подготвува анализа на оспорената одредба. Во овој случај, според подносителите, спорен е член 8 од статутот на Адвокатската комора. Фазата на претходна постапка завршува со изготвување реферат со конкретен предлог за одлучување и предметот ќе биде ставен на седница за дискутирање и гласање. Се обративме и до Народниот правобранител. Ни потврдија дека предметот не само што е примен, туку за нив и е затворен. Формирале предмет кога го добиле дописот од адвокатите, но по прибраните информации од Адвокатската комора утврдиле дека Народниот правобранител нема надлежност за понатамошно постапување. Народниот правобранител има добиено представка од посочените адвокати, при тоа формиран е предмет и покрената постапка при што се побарани објаснувања и информации од Адвокатската комора. Од нејзина страна добиен е одговор дека против нив е подигнато дисциплинско обвинение. Во таа насока, пред дисциплинските органи на Адвокатската комора во тек е дисциплинската постапка, која не е завршена и за која не може да се преюдицира содржината на донесената одлука. Воопшто не е спорно дека на нив им стојат на располагање и други механизми за заштита во случај ако не бидат задоволни од одлуката. 360 степени побара интервју или писмен став и од Адвокатската комора и за конкретната постапка, но и принципиелното прашање кој произлегува од случајот, а кое сега е пред Уставен суд. Оттаму сепак се одлучија да ни одговорат на писмено. Ова интегралниот допис Ве известуваме дека во тек е активна постапка пред органите на Адвокатската комора на Република Северна Македонија, а со цел да нема влијание во истата, не можеме да ви одговориме на поставените прашања. Постапката се одвива во рамките на законот и подзаконските акти на комората. Додека ја чекат одлуката на Дисциплинскиот суд, Намовска, Марковска и Ристински барат помош на сите можни места, вклучително и од владата. Сакаме да апелираме до Министерот за правда и председателот на владата да се заинтересира за овој проблем, бидејќи Open Balkan подразбира отворен пазар, а самоволието и каубојското однесување на Адвокатската комора на РСМ да се спречи и да застане во одбрана на човековите права, конкретно правото на здружување во случајов. А адвокатот Александар Ристински се обидува да допре и до неговите колеги, кои прифатиле членот 8 да биде вметнат во статутот на Адвокатската комора. Внесувањето на членот 8 од статутот на Адвокатската комора, што го цитиравме во текот на разговорот, е сторено од страна на адвокати. Од страна на колеги адвокати, чии што усти во јавниот простор, точно во медиумите, се постојано полни со реченици и фрази поврзани со заштитата на човековите права и слободи, со владењето на правото, со правната држава. Некако излегува дека сите тие реченици и фрази се само празни флоскули, односно мртво слово на хартија или мртво слово пуштено во етер. Не може само да зборуваме за човекови права и слободи. Тие треба и во праксата да живеат и да бидат применувани. На чија страна е правото во овој случај? Веројатно нема да се дознае во брзо време, но исходот каков и да е, ќе постави нови стандарди, бидејќи предметот е прв од ваков тип. Се разбира, за Ристински и Намовска Марковска, спорот не е само теоретско прашање. Од одлуките на Адвокатската комора и на Уставниот суд им зависи дали ќе можат да продолжат да го водат лебот преку адвокатурата. Изградбата на погон за производство на алуминиумски одливци на територија на општина Новосело го вклучи алармот кај дел од општинските советници кои се и екоактивисти. Се сомневаат и во можен судир на интереси на градоначалникот. Тој пак ги отфрла обвинувањата и веќе поднел тужби за клевета. На југоистокот на земјава беше Владко Чаловски. Ниту во уметноста, ниту во реалноста, тутунот не е лесен за работа. Напротив, но во општината Новосело веќе има страв дека ќе останат без него, дури и кај оние на кои цел живот им прави мака. Ние ме запознаваме кога почнаа да градат и после кога почнаа да работат, вика тука таа ќе биде фабрика за картоне.
дека се обработуваат. А сега после преден месец-два, дека нема да било за картоне, ќе било за некој алуминиум, за топене некое, а тоа ќе удило у реката. Ама това не е баш хигиена, нели? Ни за водата не е хигиена, ни за живото, ни за нищо. Особено што реката е многу близко. И близко е реката, там ќе ода, сигурно отпадот е там. Па сме стари, не разбираме, ама па нешто Може знаем. да пушам машината. Да Капацитетот кој се гради е непосредно покрај регионалниот пат кој води до селото Смолари или познатите смоларски водопади. На 50 метри од реката Струмица и на 500 метри од селото Самуилово. Леарница или топилница за алуминиум. Овој објект се гради под полна пареа. Однадвор се чини готов делот кој наликува на хала, а привршува карабината на делот кој наликува дека ќе биде наменет за канцеларии. Ја нема задолжителната информативна табла што, кој и по кое одобрение гради. До веродостојни информации вели дека се обидува да дојде и Костадин Ристоманов, советник во општината Новосело од независната листа на екоактивистите Стигае. Во потиснувањето на темата алудира Ристоманов, учествува и градоначалникот Ѓорѓе Божинов. На последната седница градоначалникот во неговите предлог измени за точките на дневен ред инсистираше прва точка на дневен ред да биде советнички прашања. Каде се тоа видел? Зошто? Затоа што виде дека ме нема, знаеше дека сум во Германија, плашејќи се и знаеше дека тој ден треба да дојдам, плашејќи се да не дојдам јас при крајот кога ќе биде советнички прашања, прва точка да биде советнички прашања. Информациите до кои успеал да дојде Ристоманов вели дека се загрижувачки. Откривме дека тој начин на производство на рециклирање на стар алуминиум подразбира употреба на химикали кои се многу токсични, кои што многу загадуваат. Откривме дека тука тие алуминиумски отпадоци ќе имат бои, гуми, пластика по нив кои што ги горат заедно со алуминиумот. Откривме дека ладењето, тој процес на ладење на тие легури ќе биде веројатно од реката кој што тука донеси после испуштањето на тој отпад пак ќе биде таму. Затоа, прашува Ристоманов, како од сите можни парцели, објектот се гради на неколку метри од бушотината за вода за жителите на Новосело. Најстрашни се киселините што се користат, високотоксични киселини кои се користат при тој процес. Ние како и да е, тие киселини ги влезат во почвата, ќе влезат во водите и ќе се измешат со оваа вода кој што ние снабдуваме Новосело со вода. Како бе, кој е тој паметен или будала кој дозволил таков објект од таа близина и плюс на реката и плюс на бушотината? Кој, зарем толку немаме ние непристапни места некаде кај што можел таков објект да се смести? Против фабриката се и други активисти од организациите Екодолина, Стигае и други, кои се бореа и против рудниците во Иловица и Штука. Сепак Ристоманов е наистакнат, бидејќи доби советничко место на последните избори. Таму ќе имало топилница за алуминиум. Наводите се злонамерни. Не се работи за никаква топилница, туку се работи за производствен погон за обработка на алуминиумски одливци легури. Но проминентноста веќе му се заканува со непосакуван дар. Првиот човек на општина Новосело, градоначалникот Ѓорѓе Божинов, му најавува судска постапка. Вели сите постапки за градбата се во законските надлежности и норми. Најпрво сакам да расчистиме, зборот топилница станува за многу тежок термин, кој што го користат таа очајна група опозиционери кои што ме напаѓаат. Не се работи за топилници. Јас се уште стојам на ставот дека никаква топилница нема да дозволам да има, потенцијално, доколку некогаш би имало ризик од загадување. Се работи за тежок термин кој што тие во јавните настапи го користеа и еве сега веќе се отпочнати судски постапки на кои тие ќе треба да дадат своји одговори, да го одбранат тој став. Според Божинов, вистинскиот назив на објектот е хала за производство на алуминиумски одливци. Целата галама, додава, е поттикната не од граѓаните, туку токму од, како што ја нарекува, маргинализирана група опозиционери.
но едно од прашањата што таа група му ги поставува е за потенцијалниот судир на интереси. Објектот за кој градоначалникот дал дозвола за градба го изведувала фирмата на неговиот татко. Се работи за фирма која што екзистира скоро 3 децении на македонскиот пазар и е еден вид странска инвестиција затоа што мојот родител се има вратено од успешна работа во странство за да инвестира и да работи овде. Има изградено во регионот и на Балканот неколку стотици објекти и за предметната градба има изградено еден дел само од градежните работи, но неговиот ангажман е завршен. Тоа што барат инвеститорите, фирмата како изведувач го има завршено и се има продолжено во наредните објекти кои што сега ги работи 15-20 објекти работи тековно. И во наредните фази веќе се наоѓаат други изведувачи. И не гледам што е спорно тука. Тоа е истата компанија на која што вие бевте извршен менаџер? Не, јас бев во една од другите семејни компании извршен менаџер. Божинов тврди дека тој издал одобрение за изградба на објект врз основа на решение по барање за одобрување на елаборат за заштита на животната средина за проектот Хала за алуминиумски одливци, издадено од Министерството за животна средина за време на претходната влада. Елаборатот на инвеститорот Екоинженеринг НС му е одобрен на 29 септември минатата година, при што Управата за животна средина утврдила дека нема да има значителни влијанија врз животната средина. Го контактиравме инспекторатот за животна средина, кој го посетил објектот во април годинава. Не одговорија дека засега се е во согласност со одобренијата и најавија нова контрола. Ве известуваме дека со започнување на работа производство на алуминиумски одливци легури, државниот инспектор за животна средина ќе утврди дали работат согласно технолошкиот процес даден во елаборатот и дали се спроведуваат мерките дадени во елаборатот. 360 степени стапи во контакти со инвеститорот Никола Ѓоргиевски. Тој ја одби поканата за интервју, но не одговори писмено на поставените прашања. Во погоните кои се наменети за производство на полупроизводи и производи од алуминиум за прехрамбена и автомобилска индустрија, ќе се употребува чист премиум алуминиум со хемиска анализа од над 99%, без никакви примеси на други материјали. Во производствениот процес, како што е опишано и во самиот елаборат, не се користи вода. Самиот процес не бара вода, ниту пак создава отпадна вода. Процесот ќе биде исклучиво во рамките на производствената хала. Нема термално испуштање кое ќе влијае на животната средина. Енергијата која ќе се користи како во производствениот погон, така и во административниот дел на објектот ќе биде исклучиво на електрична струја и природен газ. Зошто нема информативна табла? Ѓоргиевски одговара, ја нарачал. Со или без неа, објектот наскоро ќе почне со работа. Така не изгледаше и нам кога снимавме на терен. Но, како што имаа слушнато и селаните, таму ќе никнат уште 2 објекти. Градежни зафати засега не се започнати. Единствено е познато дека инвеститорот има решение по елаборат од Министерството за животна средина и за индустријски објект за отпади од метал со преси и дробилници. Влегуваме во финалето на ово издание на 360 степени. Следува саботажа. Навистина е некоректен односот на челниците на неголемиот партнер во владата кон помалиот. Иако името им е знам, веројатно без нивно знаење поминала одлуката нешто што е против националните интереси на Македонија, да биде прогласено за врвен приоритет со историско значење. Во овој случај вие градите еден коридор кој што првенствено има затскриен политички наратив, а тоа е албанскиот наратив. Овој коридор ви повржува една траса на релација Скопје, Приштина, Тирана. Се поставува прашањето, дали отцртувањето на самиот коридор е отцртување на картата на Илирида? Тоа што се отцртува е квалитетот на сознание до кој имаат пристап министрите од неговата партија, како за состојбите во владата, така и во државата. Впечаток е дека тие активно партиципираат во сите проекти и имаат целосен увид во состојбата. Дали дека има работна група меѓу трите партнери и коалицијските партнери за законот за правосудната стапка? Не се е што не е формирана таква работна група.
Добро е да се знае и да се има представа за тоа што се случува. Ама само ако е така како што кажува министер. Не изгледа дека не е внимателен на седниците на владата, но може би го прескокнуваат или до него не стигнуваат баш сите информации. Инаку да, има такво. Само е министерот Минчев. Не, министерот Минчев не е во таа група. А што да кажат уште помалите членови на коалицијата? Тие се толку многу внимателни што веројатно освен кадровски не ги допираат другите прашања. Затоа и не гледаат потреба да бидат вклучени, па дури се добива впечаток дека би сакале да бидат и подзаборавени. Тие се прашања кои ќе се решаваат на највисоко ниво. Партии би било во ред ако има представници од ЗНАМ, од Вреди, од ВМРО ДПМН, се разбира дека... На таа средба ќе седнете и вие? Ако ме поканат, зашто да не седнам тама работа? Сам нема да се поканите? Апсолутно нема, сигурно. На таквите средби, очигледно нема потреба од ситни играчи, но тие може да придонесат за да се разјаснат некои незабележливи разлики, како што е толкувањето на важните пораки, кои се доволно јасни само за добрите познавачи на спецификите на дипломатскиот речник. Ја ако седнам на италијански некоја изјава на политичар да слушам, пошто разбирам италијански, ама кој знае шо нијанси ќе најдам, тоа ми е познавање. На италијански јазик, значи да седнам некоја нијанса ќе ја видам, никој што нема да ја види. И на крајот, кога јазикот е во прашање. Но езика којто исползват има само едно извинение. Оставка на този министр. И ако не го направят, нито президент, нито премиер, нито министри, нито партии трябва да се виждат, разговарят с тях. Мицкоски не се сретна, ама разговараше со Борисов. Или се нијанси, или толку им држи зборот и на бугарските политичари. Ако бевме доволно атрактивни за да не следите, бидете повторно со нас и в понеделник и четврток следната недела од 20:15. До тогаш, пријатно.